Имате вие да прашате нешто или да кажам? Еве јас? рековте втора изложба во Велес после долги години. Втора изложба во Велес, првата ми беше 2008 година кога го отворија салонот. Многу ми е драго што гледам дека салонот се уште е во репрезентативна состојба, значи дека некој домаќински се грижи за амбиентот. Инаку што се однесува до моите изложбени активности, ова ми е 16-та самостојна изложба. Циклусот кој што можеме да го видиме вечер се вика Балканска геометрија. Зошто балканска геометрија? Поради тоа што можете да приметите дека во секоја слика, во секој мотив како главен објект се јавува ѕидот. Ѕидот како една метафора за процеси на дезинтеграција, за поделби и така натаму, значи сите процеси кои што се присутни на Балканот. Сега тие процеси кои што ги живееме ние, поготово последниве 30 години, јас ги обликувам естетски на некој мој специфичен ликовен јазик и покрај ЗИДот можете да приметите дека доминират и силуети од куќи што се карактеристични за овие простори. Што се однесува до самите мотиви, како што кажав, они се некој вид на мојот бунт против сите процеси кои што ни се случуваат, затоа што ќе приметите дека сите тие ѕидови како една ликовна целина формираат одредени ситуации, како што е промаја, мочуриште, контењер, куќа на ветрометина, надградба, периферија, сето тоа се метафори, значи за процеси кои што ги живееме. Периферијата е, ние сме на некој начин сами си имаме ставено во ситуација да бидеме периферија на ЕУ. Што се однесува до промаи, промаи се нешто што е најкарактеристично за овие простори. Прилично е интересно дека промаја е еден од ретките зборови кои што нема превод на англиски јазик и што е нешто што можеме само ние да го разбереме. Меѓутоа никој од нас не сака да биде на промаја или на ветрометина. Што се однесува до сликата контењер, исто е интересна приказната, значи која што имав. Таа слика е настаната за време на корона 2020 години. Први тој самата слика се вика Контењер 2020, каде што сите се изолиравме, ставивме некои ѕидови и тие ձидови не ставија во карантин, не ставија сите во еден голем контењер и така натаму. Доколку вие имате некои прашања? Масло на платно, а што се однесува до самата експресија, до самиот израз, значи кој што е во сликите, мене ми се допадна многу една констатација што ја има искажано еден ликовен критичар. Мојот начин на осликување го има и задефинирано како површина на скршеното стакло. Има логика поради тоа што ние на Балканот, ние на овие простори, историјата, поготово новата историја во последниве 30 години покажа дека имаме процеси да скршиме нешто што функционира, па после да го лепиме. Така да се надоврзува и од тој аспект се надоврзуваме на процесите кои што ги живееме. Каде беше отворена изложбата и каде да се Изложбата, значи конкретно оваа поставка во октомври беше поставена во Универзитетската галерија во ректоратот во Ниш. Во ноември, сега да не ве лажам кој беше, мислам дека е 25-6, беше поставена во Музејската галерија во Врање. На 10 јануари поставката беше на Универзитетската галерија на Интернационалниот универзитет во Нови Пазар во Србија. На 5 февруари беше отворена во Младински културен центар во Скопје и еве, значи во Велес
ако не ме лаже математиката, мислам дека е пета. Каде ќе одите повинодали? Да не јавам. Март е Крушевац, април Крагуевац, мај Белград, јули Темишвар и во август во Солун. Вистинска балканска геометрија. Одлично, и во секој многу, многу спасибо. Ви благодарам многу. Па,